Благодарам. Почитувам колега, резиво, срам и такви зборови. И се согласувам со вас, но од друга страна ви оддавам признание заради тоа што барем оваа буџетска расправа да не сте вие, ќе немаме со кого да дебатираме. И е позитивно на крајот денот да ги соочиме аргументите, бидејќи народ гледа. По деловник оваа седница иде директно на телевизијата и може да види. А за срам и резил, знаете кој е најголем срам и резил за етничките заедници? Да ги крадете, да ги лажете, да отворите министерство за нив, а таму да играте фудбал, да ги понижувате, со едната рака да мафтате со знаме и да кажувате дека за нив се борите, за друга страна да пикате во собранието автентични толкувања за игри на среќа. Од една страна тука да имаме дузина амандмани за добробита на заедниците, со едната рака да мафтаме со нив, со другата рака храбро од Европскиот фронт да се бориме да не помине законот за инспекторатот и таму да имаме 5 или 6 месеци, да немаат луѓето земено плата, да беседите тука дека нема доволно вработени граѓани кои што припаѓаат на етнички заедници, да сте водели институција, да речете од 50 само 20 сум вработил, од кои што еден сум ја, и такви несериозни работи. Но да се вратиме на суштината за да видиме што е резиво, што е срам. Многу не ми се допаѓа и поправете ме ако грешам или ако навредувам некое чувство кога ги делиме граѓаните на таков начин. Знаете зашто? Вие сте економски можеби најписмен тука и разбирате дека тие средства кои што во буџетот се позиционирани на ставки не ги делат граѓаните по етнико. Бидејќи вие ако покачите пензија за 338.000 пензионери, вие покачувате и за македонецот, и за турчинот, и за албанецот, и за србинот, и за ромот, и за влавот, и за сите етнички заедници. Ако вие во еден момент направите, односно градите 4 автопати, тие автопати вие не ги градите само за едни или за други, за сите ги градите тие автопати. Ако вие предвидите 800 милиони денари повеќе за плати во буџетот, вие не предвидувате само за едни за други, за сите предвидувате. Ако вие речете, ете во овој ребаланс на буџет 2,5 милиарди евра, денари се извинувам, ќе одвојам повеќе за пензии, вие не ги делите тука граѓаните. Ако речете 300 милиони денари ќе одвојам повеќе за капитални инвестиции, вие не ги двоите тука граѓаните. Вие работите за сите подеднакво, затоа што ако имате вие нови училишта, во тие училишта ќе учат сите ученици. Ако имате нови градинки, во тие нови градинки ќе учат, односно ќе се бидат згрижени сите дечиња од сите националности. На тој начин сметам дека таквиот пристап е најдобар за сите граѓани во оваа држава и само така ние можеме да им ги подобриме условите за живот, бидејќи она што беше во изминатиот период тема на јавноста, дополнително ќе слушаме колку мина повеќе починале од колку што се родиле, ќе гледаме се повеќе празни куки, ќе гледаме нашите иселеници како се враќаат во места каде што нема ни канализација, ни водовод, а живеат по западноевропски центри кои што се развиени и таквиот начин на политика ја не го прифаќам. Ја лично сметам дека таквиот начин на водење на политика е својствено за 17, за 18 век, но од друга страна многу добро ве разбирам, бидејќи сега на ваков начин, можеби, ако сте искрени во тоа што го зборувате, ќе сватите како ние на нас, кога некој, ете малце на поширок контекст, се однесува така со нашата нација. Но тоа не е тема на разговор, тема на разговор е сега како да се подобри животот на граѓаните. Сега, јас најдов една ставка и сакам да ја продискутираме заедно. Ако видите вие трансфер на невладени организации, ајде да отидеме во две министерства. Мислам дека тука е клучот. Прво да отидеме во Министерството за социјална политика, демографија и млади. И сега таму вели во субвенции и трансфери 463 трансфери до невладени организации. И вели вака: од иницијалниот буџет до ребалансот на буџетот, значи зборувам за 6 месеци, покачување за 143,8%, односно за 483 милиони денари. Тоа е од оваа анализа која што и вие ја покажавте. Значи трансфер до невладени организации. Понатаму, ако отидете во Министерството за здравство, тука со нас е почитуваниот колега Беким Сали, поранешен министер за здравство, добро знае дека дел од средствата во Министерството исто така се трансферираат до невладени организации за помош при ретки болести, борба при истите и така натаму. И таму има покачување во трансферите за невладени организации. Значи така ние сметаме дека треба да го подобриме квалитетот на животот. Лично сме добиле мандат, сметаме дека така треба да се однесуваме. Повеќе средства за во министерство, каде што го водеше сертифициран лопов, за давање на
средства таму за исплаќање потоа на невладини организации како Хей Доел, како Сулковски компании, тоа повеќе го нема. Тоа не е подобрување на животот на заедниците. Тоа е дополнување на срамот на заедниците какви луѓе ги воделе. Тоа повеќе го нема. Ние вака сметаме дека треба да ги помагаме невладините организации. Сега, ајде да навлеземе малку во суштината. Кога ќе кажете невладин сектор, тоа непоимливо иницира кон СДСМ. Зашто во одреден дел од вашето политичко делување инклиниравте натака. Извинете, господине, но мислам дека сега, кога ќе го дочекаме ревизорскиот извештај за 2025-2026 година, нема да видиме помагање на невладини организации кои што функционираат на принципот кога е ВМРО ДПМН е на власт, очи широко отворени, детали приметуваме, не европски биле, вакви биле, такви биле, но кога е СДСМ на власт, тоа е све добро. Или имате трансфер систем. Тука кажавте репрезентација е еден добар ручек на министрите, точно се слагам ако е Бојан Маричич во прашање. Затоа што такви како Бојан Маричик и една цела еспадрила до вчера беа во невладини организации и потоа веднаш направија прелом во владините институции, и ако се сеќавате на онаа позната кованица, еден твитерџија кој што го вработивте одма во институциите, не вие туку локалната самоуправа, чорба за пеевче. Тоа е моментот на топење. Такви невладини организации сега нема. Сега има невладини организации како Црвениот крст, како добро познатата ваша Хера и слични такви. Слични такви. А ако влеземе малце во суштината, да видиме во Министерството за здравство, што и кого плаќа овој народ, тогаш треба да видиме зашто завршуваат народните пари по основ на трансфер на НВО кај такви невладини организации. Тогаш треба да видиме. И тогаш треба да видиме зошто овој народ дава средства кои што се трошат ненаменски, но тоа не е наша работа. Ете, како допрен глас, го повикувам обвинителството, нека постапи, ќе дадам индиција каде да може да истражува. Невладина организација која што се занимава со ретки болести, која што прима пари од сите нас граѓаните за борба против тие ретки болести, па да видиме директно колку од средствата што овој народ ги исплаќа завршуваат директно за целта, а колку одат за режиски трошоци од страна, за кои што верувам дека и вие дури би биле изненаден како тоа во портфолиото успеале да го стават и да ги плаќа овој народ. Тоа е суштината во разликата. Така да сумирам во една реченица, средствата за невладини организации се зголемени секаде, но грижата за заедниците не се исплаќа декларативно, туку се исплаќа суштински преку подобрување на животот на граѓаните. Односно, ајде да зборуваме колку училишта сме направиле, ајде да зборуваме колку градинки сме направиле, ајде да зборуваме колку патишта сме изградиле, колку сме ги покачиле платите, пензиите, колку сме ја прошириле позитивната листа на лекови за генеричките лекови, колку сме успеале да ги доближиме здравствените и образовните услуги до тие граѓаните. Тоа е суштината на една нормална држава во која што сите ние треба да живееме. Благодарам.